Текот на историјата, жените се избориле за своите права и за рамноправноста. Денес тоа со себе носи своји последици, секако позитивни и негативни страни. Позитивни страни е она кој што секогаш знаеш зошто си таму, зошто ја работиш оваа професија, дека треба да бидеш секогаш сервис на граѓаните, дека секогаш треба да едноставно бидеш во ситуација да можеш да решаваш проблеми на други луѓе кои што во моментот се затекнале во одредена ситуација. Тука на жените многу им помага емпатијата, бидејќи сме малку почувствителни од мажите и ни овозможува одредено урамнотежување при преземање на одредени действија во нашата полициска професија. Која е тежината? Тежината е да можеш да се справиш и да издржиш во критични ситуации, кои што полициската професија ги има многу. Во зависност од тоа на која работна позиција си, има многу предизвици. Некогаш не знаеш ни денот кога ќе ти заврши. Не знаеш дали можеш да го испланираш својот одмор. Не знаеш дали можеш да си дојдеш на време, нели нормално од работа дома, а те чекаат домашните обврски. Урамнотежувањето на домашните обврски и на полициската професија е навистина тешка работа. И тука морате да имате поддршка од оние кои што ви се најблиски, од семејството. Мојата професија е... Имам завршено прво факултет за безбедност и уште фактички од моите, како да кажам, денови кога бев многу млада, се определив за оваа професија, која што можам да кажам не е само професија, туку и повик. Зошто велам дека е повик? Затоа што цел живот треба да бидеш достоен да можеш да ја обавуваш оваа професија од првиот до последниот ден до моето пензионирање. Инаку бев работена во Министерството за внатрешни работи, работев на различни позиции, почнувајќи од недозволена трговија со дрога, па инспектор по странци, па криминалистичко разузнавање и анализа во одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал. И љубовта кон професијата ми даде едноставно цврста волја да издржам до крај на сите предизвици кои што ги носи самата професија. Кога ќе кажете дека една професија, да се занимавате со една професија и дека таа ви е предизвик, треба тоа да го чувствувате секој ден. Затоа што, поготово во полициската професија, дали мажите или жените се соочуваат со најразлични непредвидливи предизвици со кои треба да се справите. Но во секој случај, ако го имате тоа во себе и ако го носите тоа во себе, ќе издржите до крај, бидејќи полициската професија е благородна професија пред се, но бара навистина издржливост, бара емпатија, бара самоконтрола во одредени ситуации, морате да ги урамнотежите многу од тие работи и на крај да го спроведувате законот во корист на она што е вашата основна задача, да бидете сервис на граѓаните. Оваа професија можеби на почетокот, кога јас почнував, се сваќаше како машка професија, но верувајте, многу од нас жените што почнавме во далечните 90-те години да работиме во Министерството за внатрешни работи, отворивме пат и на многу други жени кои што понатаму зачекорија по тие патишта. И тоа не е едноставна работа, значи треба да покажете дека можете, дека знаете, дека умеете, дека имате компетенции тоа да го правите. Кога зборуваме за полициската професија, вообичаено првата представа ни е жена во униформа или полициски службеник во униформа, но добар дел од полициските работи не се одвиваат само во униформа. Како што се менуваат
технологиите, како што се менува начинот на живот во секојдневието, така се менува и криминалот. И жените се повеќе заземаат место во одредени делови од полициските работи каде што можат навистина да бидат корисни и да можат да го дадат максимумот од себе за да го остварат она кое што од нив се бара. Не е само спречувањето на криминалот една од работите, нели, задачите на Министерството за внатрешни работи. Тука имаме јавниот ред и мир, има еден добар дел на други работи кои што се извршуваат во Министерството за внатрешни работи. Онаму каде што е потребна сила во вистинска смисла на зборот, тука мажите во секој случај се подобри од жените и мислам дека може би треба да им се пружи прилика на оние жени кои што тоа и го сакаат. Но во другите делови, во форензиката, во компјутерскиот криминал, во финансискиот криминал, во малолетничката деликвенција, верувајте дека се повеќе се застапени жените во овие работни места заради тоа што покажуваат еднакви или исти компетенции со мажите. Не треба ние сега да мислиме дека полицијата е само сила, него силата е и во умот. Понекогаш жените многу повеќе критички размислуваат при разрешување на одредени ситуации, а верувајте дека во денешно време обезбедувањето на доказите за одредени кривични дела бара и текако критичко размислување и собирањето на доказите не е она едноставна процедура која што еве порано со четкичката, нели, да најдеме отисоци или слично. Значи не се тоа е, како да кажам, оној обичниот криминал или криминалот кој што секојдневно е видлив, него има пософистицирани работи кои што денес и човештвото се справува со нив. Тука е тероризмот, тука се сајбер нападите, тука се ајде да кажам и перењето пари, каде што не е потребна само сила, потребен е и памет. Тука мислам дека можеме да им конкурираме или парираме на мажите во оваа професија. Како ја балансиравте вашата женска енергија во машки доминирана област? Женската енергија е малку, како да кажам, ние секогаш сме малку поенергични од мажите и дури сме и во психолошка смисла и поиздржливи да се справиме со одредени предизвици. И женската енергија понекогаш значи и да се смириме во одреден момент, кога тоа од нас го бара одредена ситуација, за разлика од машката енергија, кога некојаш таа избумнува, нели, многу повеќе во одредени критични ситуации. Дури понекогаш и знаеме и да ги смириме нашите колеги во одредени ситуации каде што може би адреналинот е малку на повисоко ниво и треба да дојдеме во една состојба на урамнетежување. А женската енергија подразбира и нешто друго, да работите неколку работи истовремено, кој што може би мажите и него можат тоа да го направат, бидејќи како жени, како да кажам, можеме во исто време и да слушаме, и да читаме, и да гледаме што се случува околу нас, за разлика, можам да кажам, мажите некој се фокусирани само на една работа. Може би тој фокус понекогаш на мажите им оневозможува да приметат што се случува во околината, за разлика од таа женска енергија која што понекогаш овозможува да можеме да ги пратиме работите на многу по-големо видно поле. Може би тоа и од онако што како жени ние го имаме, како жени мајки, како жени керки или слично, кој што нешто ни дава, како да кажам, многу поголема виталност во одредени ситуации.